Просечно годишно над 150 лица се жртви во сообраќајни несреќи на патиштата во Македонија, во кои најголем удел имаат оние кај кои причинители се алкохолот, наркотичните средства и користењето мобилни телефони. Ниту во источниот регион состојбата не е поразлична од онаа на државно ниво, поради што Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај од Кочани активно се вклучува во превентивата против причинителите на сообраќајките. Досега се организираа повеќе активности со најмладите во основното образование, а во рамки на одбележувањето на Светскиот ден за сеќавање на жртвите од сообраќајни несреќи, Советот организираше јавна трибина на тема употребата на смартфоните и конзумирањето алкохол и психотропни супстанци, најголем непријател на младите во сообраќајот. Статистичките податоци кои што ги водат службите на ниво на Република Македонија, значи покажуваат дека од до сега направените анализи дека учеството на возачите кои управуваат возила под дејство на алкохол, значи зазема бројка од прилика околу некаде 20% од вкупниот број на случајни сообраќајни незгоди на ниво на Република Македонија, што за жал е многу поголема бројката кај учеството на во сообраќајни незгоди каде што имаме загинати лица, тешко повредени или лесно повредени, односно таму каде што возачите управуваат возила под дејство на алкохол, значи во пракса покажува дека обично завршуваат со потешки повреди, телесни повреди или со смртни последици и некаде од прилика според овие статистички податоци бројката се движи околу 40%. Според Велковски, освен алкохолот и другите два фактори се сериозни причинители на тешките сообраќајни несреќи. Истото влијанието и на психотропните супстанции, а не можем да го исклучиме и заморот, бидејќи заморен човек е рамно на пијан човек. Значи, главна причина за сообраќајките се тие, меѓутоа има и леко тоа. Значи, или да го остави возилото, да се качи во такси возило, да си замине како господин дома, значи доколку планира да пие, доколку е под дејство на замор, значи или да патува со друг, или да преспие, значи да не управува додека под замор. Статистичките податоци покажуваат дека при управување возило под дејство на алкохол или психотропни супстанци, или пак кога се користи мобилен телефон, најчесто се случуваат несреќи со излетување од патот, удар во објект надвор од коловозот, прегазување или соборување пешаци, или пак удар во возило што се движи во спротивен правец.